во тек на зборувањето можеби ќе сватите дека има не се само неколку луѓе во мајс, туку се повеќе луѓе. И морам да кажам дека конкретно мајс основана 2009 година, е основана со единствена цел за да може да следиме новитети во комуницирање со, например, другите ски учители, ски сноут учители, но и учители во нордиско скијање, телемарк, фрирайд скијање и така натаму. И затоа нарекуваме организацијата снежни спортови. Основната идеја беше да можеме да некако се мрежиме и напори, затоа мораше да биде организирана како посебна асоцијација, посебно дружение на граѓани, кој што се нарекува мајс. Значи, на некој начин мајс е продолжение на она што функционираше и се уште функционира во Скијачката федерација на Македонија како комитет за ски учители, за кој што професор Ивановски спомена пред малку. И можам слободно да кажам дека има, не знам, не се сеќавам колку каже професорот, на моја бројка минимум 160 учители кои што поминале курс, обука и се лиценцирани. Има и многу кои што не се лиценцирани, затоа што не успеале да го прикажат знаењето кое што било барано. Не дека се бара кој знае какво знаење, но се бара знаење кое што треба да ви овозможи да бидете во вистинска смисла инструктор, а тоа со овој семинар најверојатно ќе го добиете како информација. Инаку, од активностите на мајс, значи, првото интернационално обрежување во Сент Антон 2009 година, каде што станува член на IVSS. Може би ќе ги скокнам за да објаснам што се случило. Значи, нашата директна врска и кои што дел од мајс е директна со Скијачката федерација, бидејќи мајс е членка на Скијачка федерација. Членки сме на Македонски олимписки комитет, што сега тоа не ни менува многу, и имаме тесна соработка со факултет за физичко образование, спорт и здравје. Зошто? Затоа што според силабусите кои што ќе бидат достапни за вас, мора да има контрола, значи дружение на граѓани може секој да направи, но не може секој да биде дел од Скијачка федерација, не може секој да има контакт со високообразовна институција која прави контрола на силабусите и на предавањето. Тоа се бара и надвор. Овој долниот дел е интересен, многу прашања има во однос на тоа, препознавање на лиценци и такви моменти, но ќе стасам до тоа. Значи, што значи мајс во интернационално ниво? Значи дека не сме во иста ситуација како што е наша држава Македонија кога аплицираше во Европа и не премиер, туку ние сме примери во овој дел. Може би компарацијава не е важно, успеавме да го направиме тоа во 10 години. Тоа значи дека ние сме равноправна членка на трите под членки кои што се на Интерски организација, најмногу го знае тоа, но можам да кажам. Интерски организација која што ги обединува сите учители во снежни спортови во свет. Таа има 3 организации. Едната е IVSS, која што се занимава со омасовување на снежните спортови, особено во малите дечиња. Како ќе го формулирам? Следната е IVSI, која што е француски градски писмено и јас ги помнам, но може да ги најдете на интернет. Следната IVSS која што ги обединува сите аматерски инструктори во снежните спортови. Не работам професионално, но сакам да бидам дел од некоја асоциација, сакам да се едуцирам и тоа многу добро функционира напред. Мене пробуваат да ги обединат нив. И третата е ИСИА или професионална асоциација на инструктори во снежни спортови. Тие се трите членки на Интерски. Нашата асоциација во Македонија е равноправна членка на ИСИ и е пендинг членка, значи обсервинг членка на ИСИА. И затоа моравме на некој начин да ги интензивираме семинарите и да се прошири и да се добие нека маса која што учествува со сугестии исто така, да се многу битно тоа. И исто така е, значи, членка во наредниот период, всушност на следниот Интерски конгрес во Сочи за 2 години,
и требало да бидеме рамноправна членка на Интекски и на ИФСИ. Во моментот ИФСИ не ни беше многу интересна и сега сакаат многу било професионално ски учителска. Јас скијам, овде има и сноубордери и постојано скијање ми доаѓа како термин. Значи, асоциација која што ќе врзува инструкторите во снежни спортови, но професионалните сите некако ИСија тегнеме, ја форсираме, но многу интересна асоциација е всушност IVSS, која што правилно се увоји. Како сакате гледате, ако има масовност, тогаш ќе има и професионален бенефит, всушност има и материјална корист по тоа, ако така сакаме да го гледаме. Во овој дел не би објаснувал многу за конекцијата, само ќе напоменам дека ова е од последниот конгрес во Компорово, кај што беа нашите членови Кире и Дејан и направивме многу добра конекција. Морам да признам дека Црногорската асоциација е застаната на наша страна, иако губи клиенти, под наводници, но добивме еден ветер во грб и успеавме да направиме супер конекција на последниот конгрес, а и на пред 10 години конгресот во Сент Антон, со тоа што само на слайдот не се чита, ама кажува дека Македонија е стално обсервирана членка во ИСИА. Овој дел имам прашања во однос на како е регулирано и би требало сите да си проверите за да знаете што значи инструктор во снежни спортови и како е регулирано според закон. Во законот за спортот е јасно кој може тоа да го прави. Ние сме во добра конекција со Скијачката федерација. Има два момента кои се многу битни, значи асоциацијата која што дава едукација, да биде меѓународна спортска асоциација, да е лиценцирана според меѓународни стандарди и лиценцата да е од меѓународна спортска асоциација и лиценците и обуката да биде од Национална федерација, тоа е во член 28. Уште победен момент е законот за скијалишта, кој што вели, и го прочитам целото. Со непосредно подучување може да се занимава само инструктор по скијање. Ова скијање е во моментот формулирано, инаку се работи за сите други гранки кои што ги напоменав, сноуборд и слични, иако во законот стои вака. Ќе следат некои измени затоа што не се скијаат само луѓето, бордаат и трчаат на ски и така натаму. Значи се занимава, ако има прашање, слободно кажи. Се занимава само инструктор по скијање со важечка лиценца. Тоа значи дека ние имаме право да форсираме во било кој ски центар кај нас дека не смее да водат луѓе група без важечка ски лиценца. И затоа се овие семинари за да може да обучиме луѓе да поминат филтер и да прават вистинска обука. Тоа што напомена професорот да не биде било кој да може да држи обука, ама да го помина филтерот на обука. Инаку за скијање сите знаеме да скијаме и сите знаеме да бордаме. Инструктор по скијање мора за време на подучувањето да носи ознаки и така натаму. Првата реченица, значи, со непосредно подучување може да се занимава само инструктор по скијање со важечка лиценца. Овие прашања ги имав и ја не би се задржувал на нив. Се е супер, сакаме да имаме интернационална лиценца, нашата лиценца да биде препознаена надвор. Дали ќе можеме во Банско да работам, дали ќе можеме во Крас-Кампана да работам. Никаде не можете да работите. Има ИСИА професионална инструкторска лиценца, не можете да работите да не го поминете филтерот на нивните ски школи. Разбирате? Док имате бенефит ако веќе сте поминале некаков филтер. Тој филтер дали ќе го поминете тука со нашата национална асоциација или ќе го поминете во Бугарија, во Црна Гора, во Србија, во Франција, во Финска и така натаму, не менува многу. Затоа што ски школите се приватни организации и тие за да не земат треба да направат интервју. Интервјуите е 5 дена со нас, што значи тоа нема мисија, имаш мисија, ја те плаќам. Јас сакам да проверам ти како ќе функционираш и што ќе покажеш кон клиентите. Дали се разбирам? Но, во сепак, затоа што кажам, уште еднаш ќе повторам филтерот, кој што сте го поминали и сте носители на лиценца, има некои бенефити, тогаш може да го земат во предвид и останатите.
Јас знам многу добро да скијам и да бордам, не би се занимавале со тие работи сега. Ние не знаеме овде никој, вклучувајќи и мене, ниту да скијам, особено ниту да подучувам луѓе. И сега треба да научам како да ги подучувам луѓе. Тоа е целта на семинарот и треба лајт мотив да биде зошто сме тука. Значи не да кажуваме дека ја го правам ликот подобро или не. Ликот не можам да го изведам најдобро ако помеѓу мене поминуваат моторни санки. Знаете за кај се однесува. Мавро го успеа да го средат годинава, а повторно поминуваат. Шапка го средија, загинаа пред 10 години сами на планина, може би текна на случката на Г, 8-4,5 и така натаму. Ајде, може би ние ги успееме да интервенираме во овој момент, па да се сменат некои работи. Не можам најубаво да го покажам ликот, но знам како да препознам каде греши ученикот. Тоа е фидбекот кој што треба секогаш да го препознава и да го дава учителот. И тоа ќе биде сега ќе зборувам за лајт мотив, значи што од нас треба да ме води за време на овој семинар. И што можам да научам е всушност во дечкото на некој начин, јас како дел од мајс ќе кажам дека ни е дадено на сите да можеме да се надополнуваме и да се апгрейдуваме, всушност да се доедуцираме или од почеток да се едуцираме. И тие што знаат може би повеќе, тие што не знаат со својот допринес, сите може да направат нешто за да може да почне да функционира, мислам да се продолжи на некој начин да функционира она што претходно функционирало. За спортскиот дел на снежните спортови не навегувам, имате во текот на предавањата ќе се напоменува и така натаму, но Македонија била лидер во скијањето, се уште сме тука негде, некако мој впечаток е да не ме свалат погрешно професионалците во скијање, во snowboard, дека се губеше тој момент, но тука сме негде пливаме. А зошто да не направиме да биде повисок? Тоа може да го направиме ако има масовност, ако има системна обучува, значи масовно обука на дечиња во снежни спортови. Тогаш може да успееме и во спорт. А тоа за да го направиме се најбитни оние кои што ќе работат со почетници, со клиенти, со мали дечиња особено и друга категорија на луѓе. Во секој од предавањата посочено име на предавачите што треба да биде во дечкото при презентирање на темите. Значи како да подучувам, како да водам клиенти, како да настапам со нив на снег. Дали ви држам до малите дечиња 2 часа? Видете, не е само јас сум инструктор, јас се спуштам и тоа готово го заборавам. Го кажам недавно следовите дека ја не скијам најдобро. Си кажувам. Може би можам подобро од некој друг, ама не најдобро, или не ја. Колегата Димитар може подобро од некој друг да процени или да му возруши на некој детенце како побрзо да ја прими техниката на скијање. Тоа е мајсторијата. Тоа би требало од овој семинар, што е многу малку, за исија семинарот е 22 дена, планирам по силабус од типата на интерес. 22 дена, знаете која бука е факултет ке заврши. Може. А за да стасете би сија претходни уште многу други силабуси што треба се поминат, но тоа ќе го оставиме во тек на периодот што следи да го решаваме. Како да настапам пред група? А дали, што мислите со колку дечиња може, ја дечиња кажувам постојано затоа што тие се најинтересни за водење. Други да разбираат, ама со дечиња треба да сте мајстор за да може да ги изнесете на снег. Со колкава група на деца може да се справи еден инструктор? По закон или по правило? Со 5. Со 7, 5. Некогаш не може да ни со 2. А ние на факултет за физичко образование, спорт и здравје водиме колку години? 18. 32. 32. И првиот ден скијање. И повторно, да. И повторно не е целта дека вау, 30 луѓе. Целта е дека излегле на терен, се вратиле здрави и живи. Това е целта. Се вратиле здрави, живи и уживат. Тоа треба инструктор да го носи и да знае да го покаже. Инаку види како скијам, јај по мене, тоа нема логика никако. Посебно кај учењата треба да сте аниматор, да знаете како да ги воведете, значи како да поставите, дали е ладно,
Дали е безбедно на патека? Последната година во Пампорово 7 дена се спасувавме. Многу брзо свија. Стоевме двајца да ги чуваме и сите тие моменти влегуваат во делот на инструкторството. Прв старт и возење на скилифт. Мислам дека кажат нешто за ова. И кажат и за последното кога да се прекине. Што значи, уште еднаш последен пат ви повторам, не е целта да покажеме кој подобро знае да скија. Целта е да пробаме да се наместиме за да може најефикасно да ги обучиме другите да бидат презадоволни и повторно да ви се јават и да кажат утре каде нема. Тоа е целта на еден добро едуциран учител во снежни спортови в било кој сегмент да го фатиме. Дали нешто заборавив? Еве и јас би сакал да се представам. Кирил Насков, член на МАИС, Добро вечер. Дела скијачка федерација, ја те представам Кирил. Дела скијачка федерација, главен и одговорен уредник во Snowboard клуб Polar, има и скијачки дел. И така натаму. Јас се обрасив само за да кажам дека, не знам, твојата, да речам, идеја околу тоа дека е битно да добиеме нели знаење, јас ја дополнил, малку по-оптимистички во однос на добивање мисија, лиценци, извини, ние бевме присутни со јавни ветики во време во Пампорово. И би кажал Интерски, што значи Интерски е еден конгрес на 4 години каде што се собираат сите учители и каде што се разменуваат знаење. Има воркшопови, има предавања, кај се доврши тука. Не, за камера гледам. Има онлайн. Само каде што ние тука стоеше Македонија кратко тоа после беше сменето во реакција на дирекција во Северна Македонија, но ја зема фората и Вук се надам дека ќе бидеме примени многу брзо во ИСИА 2001 година, затоа што не е како Европска унија, таму се членови и Србија и Црна Гора и останати земји, и мислам дека тие силабуси, Вук ја морам да прашам што е тоа силабус, што не е јасно, кој што ги Наставен план. Натамниот план кој што е прилагоден нашиот кон ИСИА, тоа беше нешто најбитно за што ни бараа таму. Секој меѓународни стандарди и програмите се тука сме за тоа, за да видиме да успееме да се доближиме. Вие за сигурно очекувате да јас сум тако природа директно да преидеме на стварата. Ама не баш така и на скијање. Прво се купува опрема, па се спремаме, па гледаме прогнозата, па идеме не баш и кјутме, нека отидеме па едно да се скијаме, не работи. Сакам да ви кажам дека ќе стигнеме до тоа да мора да претрпеливи да конкретната работа. Значи знаењето да го добиете, она што ви треба најконкретно за да ги учите деца. Тоа беше мојата забелешка во однос на тоа дека не, добро, не можам. Во однос на тоа дека мислам дека ќе бидеме брзо членки на ИСИА и ќе имаме меѓународни лиценци. Тоа само ја сакал сега да ве прашам, може ли само да дигнат рака, пошто стварно не изненади бројка во голем број дојдовте, допред позитивно, да. Допред 3 дена последен пат имав информација за само 10 души, кои сега присутни. И драго ми што сме околу. Само сакам да дигнат рака да видиме, пошто предпоставам дека помалку број за сноуборд, да видиме со колку луѓе кои што се одлучиле за сноуборд делот, да дигнат рака за да знаеме колку ги имаме. И ќе ги замолам, пошто малце сме, да после ова, па ќе завршиме се, малце кратко да останеме, ако може, за да не е дуплираме нели повеќе, пошто тоа е моја дел. Ја многу сакам, ако да малце да поживеме, да некој ми постави некако прашање во однос на тоа, не знам, во однос Интерски, во однос на што ви интересира, имавме прашање на телефон, зашто ни е таа лиценца, како, дајте сега тука. Кои се очекувањата на вашите? Нас не треба тоа и отворени сме, затоа што заеднички го правиме ова, не го прават тројца четвори. Од денеска го правите сите вие, вклучувајќи и федерацијата, асоциацијата и факултетот. Ја би сакал само да спомнам, вчера имавме ни присутствено во скијачка федерација, Бране се не го каде, ама еден од клубовите кажа, у нас ни треба некој учител.
треба да во клубот, не треба учител за скијање, инструктор. Значи има потреба клубовите за инструктори, има потреба школите, главно, Новица е тука, мислам. Сигурно има потреба учители кои што знаат, се обидуваме да подигнеме с него. Ето. Ве молам нешто да продискутираме, нешто што сте сакале, што не ви било јасно, фала студи. Има некој план, ако ќе се влезе в мисија, така што се влезе, како би било процедурата за добивање понатаму за преименување на лиценца? Значи, дали по автоматизам ќе добиеме мисија лиценца, тоест интернационална лиценца, или дали ќе треба повторно да се поминат сите овие предавања? Добро. Вака, значи, на некој начин ова е некаков кредит систем. Значи, вие сега со присуство веќе имате некој кредит. Не разбирате? Како ќе се зголемува вашето присуство, вашите активности на СНЕП, така ќе има зголемување на нивото, не имаме повеќе нива. Меѓутоа тоа сега е многу добро опишано. Така можеме и за тоа да позбориме, значи како ќе дадат 1, 2, 3 нивоата и така натаму. Меѓутоа треба да се набилдаат часовите поминати во обука. Нормално, не се само доволни часовите, но и тоа што ќе го покажат како знаење. Затоа што ќе има испити, ќе има дел теоретски, дел практичен, ќе има настап пред учителите и така. Не знам дали задоволува ова или нешто може. Бука па сака да дополни. Не би додал многу конкретно, но во секој случај ќе следи информација за тоа што го спомена Кире, што значи да се соберат поени и што значи дали прва година ќе добиете еднаш имаме за понатаму кога имаме таму да ги даваме лиценците со ИСИА маркичка, дали веднаш некој ќе добие ИСИА или ИФСИ или ИВСС нема, или ќе добие национална лиценца. Значи разликата е само во, како да ви кажам, во оценката на факултет меѓу 6 и 10 е во 20% разлика. Но вие за да добиете 6 треба да имате 80% знаење, разбирате? А меѓу 6 и 10 е веќе мала разликата. Со некои технички работи од тоа дека треба да се помине делото обука и да се покажат можеби интерес и познавање за некои друг дел од работа. Така да тоа ова ќе следи. Понатаму ние пробуваме да ги изменаџираме наставните програми според можностите на нашата популација. Сега мислам дека повеќето од вас ги видовте тие. Филм, да? Последно филм, не знам дали го видовте. Добре, и можете да ги спратиме, можеме да ги отвориме да можете да ги видите. Значи силабусите, тоа што напомнете програмите што содржи, кој е секој ниво, ќе ви биде достапно од детали. Затоа ниво се бара тоа детали. Фала ви. Дечки. Јас што дека се размислува за прашање. Испитот би се состоел на крај. Значи ова е прв дел од теоретска обука и вториот дел е викенд семинар. Многу е малку викенд семинар. Го правиме почеток и да видиме со која група на луѓе располагаме и интересот, па понатаму може да се зголеми. Например, едно од работите што е да заврши. Испитот би се состоел од теоретски дел, значи настап пред група. Тоа значи дека ќе треба да се објаснат работите кои што ги знаете и кои што треба да се презентираат пред клиентот. И вториот дел, е покажување на ликови. Ликот може да го покажете да не знаете да објасните ништо не сте направили. Може да објасните најубаво на све да не знаете да скијате, повторно ништо не сте направили, средината е тука негде. Значи, во тој момент. И колку фалат некои информации од типот на дали Facebook страна ги следите, некој може би не се на Facebook страна, да молам да ми оставите контакт, ќе напишам како за да комуницираме на мејл или за некој друг начин. Да, и тоа да заметиме што се да, супер. Конкретно во планот и програмата за ИСИА имаме планирано семинар кој што го одржува Алпинистичка федерација на Македонија. Тој семинар е зимски семинар кој што треба сите го поминат. Има лавинологија, има дескрипција на снег, на патеки, на движење по снег, како е за алпинизам, но е супер да се помине. Имате во живо
со третји следење и пронаоѓање на затрпана жртва од лавини. Значи тоа треба сите да го поминат, кои што и ние треба да го поминеме на ова ниво, а понатаму ќе биде задолжително за другата ниво. Значи пробуваме мултидисциплинарно да ги поставиме работите за да може да има што пошироки познавање. А зашто да нема направени фриред обука во делот, зашто на еден начин е планирано. Хилиски не планираме да направиме во моментот. И касно Не пала. Аз ми е многу драго што имаме представници од Скијачка федерација, факултетските представници од Скијачка федерација го спомена нашиот директор Иван Лесенски и чисто за да видите конекцијата која е. Добро, јас би му кажа тоа кратко, затоа што Скијачката федерација ќе биде вклучена во контрола, во испитна комисија и така натаму. Не знам колку го познавате, Иван Лесенски е наш годишен тренер за општо скијање, Скијачка федерација, легенда во... Значи, добро, во моментот сум работам баш како председател на комитет на Скијачка федерација, значи не сум во тренерската работа, ниту сум некој координатор на нашите тренери. Неќе многу да зборам. Многу ме радува наravno што дојдов, затоа што ова е денот на нашето скијање, без вас ние не можеме да имаме скијање. Значи, она што е настава по скијање и работата на инструкторите по скијање е наша основа, врз основа на која ние ќе ги селектираме идите на преварувачи. Значи, нас ни треба тие деца што вие ќе ги обучувате и треба таа селекција утре од нив ќе ги селектираме идите на преварувачи. Што сте повеќе вие, што повеќе работите, толку повеќе ќе имаме деца, толку повеќе ќе биде можноста за селекција. Само сакам да ве поздравам и искрено сум изненаден и радосен што најдел во таа број, иначе ние соработуваме, се надевам дека што е можно побрзо пред се ќе испадне, ќе направиме македонска лиценца која што ќе добиете сите и нормално најдобрите од вас и тие што се најповеќе заинтересирани, утре ќе полагат, ќе добиват и искера и евентуално тие милионарни лиценци кои што нормално ќе ви користат утре на вас, помалку на нас како скијање во Македонија, повеќе на вас кои што евентуално сакате да се испробате и некаде во странство да работите како ски учители. Толку. Имаше прашање малку дилема, дали пример бидејќи сме полагале скијање и теорија, не, сме биле две али не се рачуна како Да, наставната програма е предвидена за студентите на факултетот за физичка култура кои што имаат поминато завршена настава скијање, дека може да пристапат директно на изпит. Но мора да бидат полноправна членка на МАИС, да пристапат на изпит. Океј? Дали имаме дали имате да, полноправна членка на МАИС, полноправен член на МАИС е членот или членката која што има подмирено врските на МАИС и сака да соработува. Или конкретно, значи има регулирана чланарината и на тој начин гледаме дека луѓето сериозно. Чланарината објаснете ќе објаснам уште еднаш. Значи, ние искрено тврднавме и јас инсистирам да има чланарина, другите 7 луѓе 8 инсистираат да нема чланарина. Јас до сега потрошав 200 евра и не сега не се жалам за тоа, но поентата е дека имаме тековни трошкови ова, што ја вестевме према да тука не чинеше 100 евра, успеавме за 50 евра да излетаме и на кој не успеа тоа. Има тековни трошкови за да изготвиме легитимацијата. Дали некој од вас работи Photoshop или Illustrator? Одобро. Еден. И ја го работам 50%. Знаете што значи 70.000 да ги фолите? Тоа е 10 дена работа. Па да ги испечатите. Значи, тековни работи имаме и затоа инсистирам дека мора да имаме некоја чланарина, успеавме да ја ставиме на рати. Значи, мислам дека нема некој голем, нема да се осети нешто на вашиот буџет. Инаку се работи кои што се тековни, планирано ни е за викенд семинарот, тај една, ќе видиме дали ќе прифати човекот, да го поканиме Петар Ситар, кој што е професор на Мариборски универзитет,
и кој што е колку години има Петар Ситар? 63 години е броједен демо во Словенија. 63 години броједен демо. Не носи кацига. Он вели вака, ја не ти кажам некултурно, тој вели културно, значи некултурно за инат. Зошто? За да ви покажам дека скијањето не треба да биде форсирање, него треба да биде уметност. Да уживате кога скијате. Ако форсирате, ќе настане повреда. Ако не форсирате, има да настане повреда и не ни треба кацига. Така да, и тој момент ќе пробаме да го... Не е точно, кацига мора да се носи. Бек протектор треба да се носи дури за скијачи, но околу шпанарината и членството дали дадат информација. Некој друго прашање? Ајде, слободно. Не слушам. 1200. За оваа сезона. Наредна сезона е друга. Може би ќе биде повисоко, не знаем, но не сакам да Добро исто, јас да кажам, малко сам одобјаснал. И да, точно така е напишено, 600 денари се за теоретски дел, 1200 денари треба да се уплати пред семинарот, тоа што ова го покрива и полагање. И тие што ќе положат издавање на лиценца, не и амблеми на асоцијација. Добро, многу е височно, ја мислам дека написам такво нешто. Да ви кажам само нешто, извинете уште кратко. Значи, исто нашата презентација во Интерски, во Пампорово, чинеше нашата парламентарна програма, да бидеме присутни таму. Следниот ќе биде во Сочи, тоа мора да бидеме присутни. Мораме да имаме представник во Сочи без 2000 евра, не. Не ви бараме на власт, мора за да функционира ова целото, да може ние да се едуцираме по истиот стандард, треба да имаме присутност и помежување на. Јас да ви кажам, само момент, дали може да кажам, може би ќе се подобри со вас. Мајс, треба да има член. Од мене. И ја ќе инсистирам на тоа да биде вградено во нашите активи, одлука која треба да се случи. Како имаме членови кои ќе немаат лиценца, а го супортираат нашето движење. Они ќе си добијат почетно членство, не сака да полагат. Не може да полагат. Меѓутоа ја поддржува акција. Може би е спонзор. Сваќате? Значи, може да даде придонес за се ова што се прави. Значи, тоа ќе биде предвидено, тоа исто како бенефит за луѓето што имале факултет за физички култури и положено скијање. Тие и порано, кога функционираше подкомитетот за учители и тренери, тука е селектор Иван Лесевски, луѓето што полагаат за лиценца, што нема кадровска школа, завршено скијање, сваќате, беа дополнително обучувани во клубот работнички, Владов и другите, една плејада на факултет, и башка полага испит. Знаат да скијат се, меѓутоа процедурата беше така. Значи, ја сум представица, што би рекле, за тоа дека членството од Мајс треба да обезбеди да можат да дојдат членови кои директно не се заинтересирани за лиценца. Тоа значи дека јас сакам да имам член, тоа не е партија, не сваќате. Меѓутоа, може би ќе се најде да сработи веб страна, да помогне материјално ако треба, да биде ангажиран за нешто, ако е стручњак во неговиот дел, например за правната регулатива, што ние да се маткаме со тоа? Ако имаме човек што подобро ги знае работите и може да ги презентира, и може да ги каже работите што можат нас, односно вас, како институции да заштита со закон. Владимир го читаше законот и одредите на закон. Прашање во е кој ќе го реализира тоа? Постои таму инспекција во завршните одредби. Тоа значи што? Во Маврово водите групови дораѓа инспектор, покажи информација, немаш вадешка, можеш да судиш и казна. Тоа не е во наша моќ. Меѓутоа ние се обидуваме по меѓународните стандарди да го почитуваме тоа. Значи, во тој простор обидот да се направи некој ред, ние се бориме 35 години како учители и тренери, каде што подкомитетот за учители и тренери во Алска комисија
инсистираше токму на тоа. Клубовите најавуваат дека им требаат инструктори, ама лиценцирани и квалитетни. Значи, цело наше собирање, основната цел му е, уште еднаш, дека треба да се оди кон квалитет, кој ќе гарантира учителско звање или инструкторско, како сакате. Тоа е многу важна за мене работа, која има примена на секој план, со различни возрастни категории. Ви имате сега паралелно нешто се случува, имате Сојуз за училишен спорт, па напревар, скијање, во она, недопрен од учителите. Това не е во ред. Мојот колега Иван Лесовски кажа многу добра работа. На преварачкото скијање почнува од почетната обука. И од тука излегуваат тие што растат. Тоа е цел процес на образование, почнувајќи од предшколска возраст, млада школска возраст, па сеньори. Жално е ние да завршуваме крајот со 20 натпреварувачи, со 2 клуба или 3 во Македонија. Баш заради тоа што нема масовност. А многу луѓе организираат скијачки школи и во Банско, и Маму, и таму, особено наставниците и професори по училиштата, кои на некој начин нема да нешата погрешно, гледаат шанса може да ги работат на тоа паричка, што јас го оправдувам, мала име, платата не тоа, настава тоа. Јас имам толку. Да, не би држале. Има ли некои други прашања?